Овој петок променлива облачност со некаде и локални врнежи најавени на 20 литри на метар квадратен, веќе со пат на температури. Ова ќе трае како временска состојба веројатно до понеделник, како што спомена Елена и Ирина во своите редовни метео изданија. Така што денес не заборавајте, имајте си ги своите мудри гаджети како кабаница, чадор и така натаму, со оглед на тоа дека најавено е врнежливо време. Не знам како е утрово во Монс во Белгија, меѓутоа ќе ни каже всушност нашата Елена, и ти благодарам за ова мало чекање на линија. Елена, знам дека си ми пред работните активности и обврски пред да ги пратите децата училиште и така натаму. Меѓутоа ќе ти заблагодарам и голем поздрав ќе упатам од Скопје и целата утринска екипа. Добро утро уште еднаш и прегратки. Добро утро, благодарам и на вас за поканата. Како што кажав, не знам дали ме слушна, ќе ти пуштам да ни пратите оправдување за доцнењето за денеска. Ќе ми простиш, вистина. Да, има тука во моментот Скопје се соочува за жал, поточно можеби причиташ по медиумите колку толку, нели, иако се веќе со место на живење во Монс. Меѓутоа, да, во моментот за жал голем дел од Скопје се соочува со загадување, подпалување, пожари. Периодов беше навистина еден мал комплексен, повторно некако за едно преживување и се соочуваме, па така што моравме да дадеме поддршка на нашите сограѓани. Да, секако. Во секој случај, баш ми е жал што така се случува серија на некои немили настани во Македонија. Се надевам дека малку ќе се смени кај сите расположението за да се смени оваа енергија. Некако се почна да кружи околу такви ситуации. Луѓето мислам дека премногу се фокусирани на негативното и некогаш сами си привлекуваме, затоа мора малку да сме Апсолутно се сложувам. Говорејќи за кармата, сами си ја лепиме и веројатно и како колектив, а многу лесно е да излечиме и да ја одлепиме од нас. Како е во моментот сериозно температурата во тој дел од Европа? Денеска ќе биде 17 степени, сега само што се разденува, како што може да приметите, тука се разденува малку покасно, па и децата почнуваат покасно на школа, во 8:30 часот им почнуваат часови, да. И денеска мислам дека е добро. Во принцип Белгија кога дојдов беше многу врнежлива, меѓутоа сега времето е многу сменето. Се адаптиравте, Елена? Како? Се адаптиравте лесно со оглед на тоа дека знаеме дека сме си сончева земја? Да, се адаптиравме бидејќи како што кажав многу е сменето и многу сончеви денови има и во Белгија. Го донесовме сонцето. Го донесовте сонцето. Да, навистина е многу попријатна климата. Еве оваа година сите забележуваат дека дури има премногу топли денови. И тука луѓето немаат клими, ретко кога има клими, но сите почнаа да купуваат. Меѓутоа оние подвижни клими, бидејќи тука за да ставиш клима, треба да имаш проект дозвола некаква. Градиш куќа. Малку се комплицирани долгиците во тој. Можеби комплицирани или барем праведни, дека вистина треба да се почитува законот кога сме кај регулативите. Инаку, кога сме кај регулативи, од денес стапува на сила една многу важна кај нас законска обврска, е тоа од денес сите пешаци, сите оние кои што ги управуваат електричните тротинети и велосипедите не смеат да носат слушалки на себе, паметни уреди, часовници, очила и така натаму. Зборам очила сега, нели, уреди, оние паметни со кои што комуницира светот. Така што не знам како е во Белгија тоа регулирано, може да ни споменеш? Па не знам, мислам дека гледам луѓе по улица што носат. Меѓутоа, можам да кажам дека можеби возачката култура и пешачката е на многу повисоко ниво. Тука нема шанси да прелеташ на пешачки или нема шанси да му прелеташ на некого така, нели, како ние што, како во Македонија, луѓето што не сите, меѓутоа поединци можат да направат. Тука повеќе се почитуваат тие закони, иако не мислам дека и тука нема ситуации, секаде има, значи, и несреќи, и сообраќајни несреќи, значи и тука читаме, не е дека и тука се е сјајно, така да не треба да мислиме дека само кај нас е се негативно, затоа што и тука има многу работи кои што не се, да кажам, регулирани како што и кај нас нешто фали. Меѓутоа луѓето се
ете да кажам, можеби повеќе фокусирани на позитивни работи, повеќе почитуваат, значи не се љутат ако треба да причекаат, дали на пешачки или некоја кола да ја причекаш, ако нели треба да ја претекнеш. Значи сите се некако порелаксирани, дури се чудам, изгледа имаат право да доцнат на работа, пошто некогаш е онака колони коли, сите се мирни. Има праг на толеранција, претпоставам поголем. Очигледно да, кај нас луѓето некако се во брзање, дали во маркет, дали на пат, како се некаде брзаме, а уствари не знам каде толку брзаме. Да, меѓутоа чинам дека и толку бргу реакциите се да дури физички се пресметуваат луѓето кај нас веќе. Па тоа е затоа што имаат чувство дека се треба да биде веднаш, се мора да се случи најдаш. Сите мислат дека секој има право да биде прв или да не знам, значи да си го искаже својот револт. Тука не е така, тука се многу порелаксирани луѓето. Иако тука на пример многу побавно се завршуваат работите. Во Македонија буквално за се вака да трепнеш онма ќе завршиш работа. Дали за на лекар, дали значи кога се жаламе дека на лекар нели не може да се закажи тука, се чека со месеци некогаш, се чека за апоинтмент и сите си чекаат, сите се мирни, нема таква нестрпливост како кај нас. Мислам дека еден од главните проблеми што го имаме ние како македонци дека нетрпеливоста. Да, нетрпеливи. Да, и јас искрено овие теми едве чекам да ги разговарам со тебе со оглед на тоа дека и таму си музички активна, ама сериозно сакам да ги споделам овие утрински приказни и се надам дека во некоја скора блиска средба ќе те имам во студио. Знаеш дека тоа ќе биде фин разговор, како што знаеме често пати и приватно, а и формално некој пат вака кога сме имале прилики на сцена да разговараме. Меѓутоа поводот мене што ми беше вистина чест и привилегија кога ги забележав фотографиите, велам Елена морам да имам барем во утринското будење кога стартувавме и со новата сезона и како што велиш благодарна што имав чест токму на значајниот датум 8 септември, денот на независноста, да имаш покана од македонските амбасадори за НАТО и Европската унија заедно со македонска делегација да настапиш со неколку македонски песни и тоа во прекрасниот амбиент во халата во Градското собрание. Градското собрание, ако не грешам, да. Така што честитки сериозно за тебе и за целата организација. Може да споделиш фотографиите, поминаа, може што нешто да погледнеме. Ти благодарам многу. Да, навистина ми беше чест, бидејќи како што кажав и во едно интервју, кога си во Македонија, некако имаш тоа чувство на припадност и немаш потреба да докажеш ништо, ни традиција, ни не знам, барем јас така се чувствував, има луѓе можеби го имаат тоа чувство и кога се таму. Меѓутоа за мене беше природно дека сум македонка и тоа е тоа. Меѓутоа кога дојдов тука, потребата за да ја представам традицијата, за да ја представам нашата култура се зголеми, поготово бидејќи ние сме во едно интернационално комјунити, да кажам, каде што мојот сопруг работи, има доста луѓе кои што се од различни држави, доаѓаат од секаде, од сите различни страни на светот и сите на некој начин се трудат да си го пренесат она што е нивно, па така и кај мене се роди тоа чувство дека да, ние навистина сме земја која што има што да покаже, навистина сме вредни, значи толку сме интелигентен, толку убав народ и толку сакам да им го пренесам тоа на луѓето тука и навистина можеби така се поклопи и овај настап кога ме покани амбасадорот на ЕУ и амбасадорот на НАТО. Баш ги гледаме фотографиите во моментов. Да, и навистина ми беше чест и веднаш прифатив. Македонски песни во принцип јас пеам забавно, меѓутоа навистина ми беше драго да отпеам дел од македонските песни кои што ми се и мене многу драги и омилени. И тоа ти прави брза адаптација твоја тамошна всушност во Монс во Белгија и еве веќе речиси 2 години, ако добро помнам, се преселивте со Андреј и со семејството и на некој начин колку што помнам предаваш соло пеење во театар кој што е
пак би рекол... предавам соло пеење, меѓутоа на студенти од театар кои што нешто што е клониран на нешто слично на Бродвеј, да речеме. Да, има тука таков интернационален театар и имам доста студенти од таму, бидејќи секојдневно се случува со тоа излегување на сцена, со глума, со пеење, па им треба и самодоверба и техника на пеење за да можат сето тоа да го издржат. И така, јас нели сум тука да им помогнам и навистина се радувам, иако не се гледам себе си 100% во улога на професор, меѓутоа ете секој успех на моите студенти навистина ме радува и сум некако исполнета, сепак е благородна работа, нели? Да го пренесиш своето искуство. Како не. И значи тоа и исто така почнав да од пред една година да настапувам со The Rewinders. Тоа е бенд? Да, рок бенд, меѓутоа полека јас ги воведувам со малку помодерни, да кажам, поп-рок варијанти. И така имаме доста значајни настапи со The Rewinders. Еден од позначајните ни беше Make a Wish, тоа е најголемиот хуманитарен настан тука, интернационален, каде што настапивме, се случува трка и на таа трка се собираат хуманитарно средства и се доделуваат на болници, значи секоја година има различен таргет, меѓутоа е од хуманитарни цели. И исто така последниот настап со The Rewinders ни беше на Shape Fest, тоа е најголемиот интернационален фестивал во Белгија. Прекрасно. И навистина ми е драго што имавме така, да кажам, тие се двата поголеми значајни настапи кои што ги имавме супер фидбек од публика, едноставно уживање беше да се биде на тие. Искрено, кога и да се слушнеме вака телефонски, сега вака ќе посведочам, бидејќи можеби месец и половина, два не сме си пишали и слушнале, бидејќи беа и летни одмори, меѓутоа многу ме радува дека успевате таму со Андреј и со дечињата да се адаптирате прилично лесно на некој начин, односно фокусот вие да се адаптирате, па така и се случуваат работите. Дали само за скоро, со оглед на тоа дека ни останува една минута, знам дека имаш и ти обврски, дали за скоро доаѓате во Македонија па да ти имам во студио? Па планот е дека можеби пред нова година ќе дојдеме, меѓутоа се уште не е фиксиран, ќе бидеш благовремено известен и секако доколку дојдам би ми било драго да си помуабетиме. Ќе има многу теми за разговор. Ќе има многу теми, верувај. Ќе има дефинитивно, со тебе секогаш ми е прекрасен разговорот, уживање. И многу ми е драго што и утрово, иако јас не функционирам толку рано, така да мозокот ми е уште разбуден, ми е само за да ги спремам децата за на школа. Знам, да, рече ти во 8:30 веќе мора да пристигнат, 5 минути пред да означиме точно 8 часот. Многу прегратки и љубов ти спреќам од целата екипа, вистина за ова и вклучување и вистина да ги бакнеш сите по дома па се слушаме и гледаме, се надевам за некој месец, можеби пред празниците во Скопје. Поздрав до сите македонци од мене, поздрав и од Андреј. Многу да го поздравиш. Пала Марче. И така ви благодариме многу и се надевам дека само позитивни вести ќе слушаме од Македонија од сега натаму. Дај Боже, и ти да ги донесеш токму од таму.